Цениме дека на овие избори граѓаните масовно ќе ја поддржат опцијата која што ја нуди ВМРО-ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија. Цениме дека како победничка опција после овие избори ќе имаме голема комоција во делот на преговори и разговори со потенцијалните коалициони партнери, водени единствено од клучниот стол во нашата програма, тоа е како да навистина имаме правна функционална држава, а потоа сето останато кое што денеска е реалност во Македонија, тоа е справување со ковид пандемијата, предизвиците во образованието, здравствената криза, економската криза. Знаете, ние сме сега пред есента, кога ако потрае оваа ситуација со ковид пандемијата како што трае, ќе дојде на ред и сезонскиот грип, така што сериозна и алармантна ќе биде ситуацијата, никој тоа не го споменува. Од Националната установа за култура во Гостивар денес истакнувам дека културата е многу значаен фактор за идентитетот и развојот на секоја држава. ВМРО-ДПМН во програмата Обнова има посветено доста труд и време токму за културата. Наши културни приоритети се културниот идентитет, културното наследство, културните работници, културните и креативните индустрии, меѓународната културна соработка и секако инфраструктурата во културата 2020-2030 година. Исто така, од акцизите за нафта и нафтени деривати, кои што Социјалдемократскиот сојуз за време на 3-годишно владење ги покачи дури 2 пати, владата на ВМРО-ДПМН ќе издвојува денар за спортот и денар за културата, што ќе значи многу за овие две гранки, преку што ќе дојдеме до обнова на Македонија.